Водно над Скопје ни дава една помалку носталгична и ретроспективна приказна, која што започнува од самото име, па преку значењето на водата стигнува до ноките над градот. Но овој пат продолжуваме со топонимите кои ги обединуваме на планината, а се однесуваат на нашата епска и историска личност Марко Крале. Чудесна земја и понатаму продолжува да ви открива тајните на оваа и околу оваа чудесна планина. И еве не повторно овде горе, на Средноводно, во експедиција која е всушност патеписен разностран триаголник оформен од позначајните Маркови топоними. Маркови кули на Ридот, познат уште како Марково крувче, Марков манастир во селото Маркова Сушица покрај Маркова река, па се до Матка, до Марковград и црквата Свети Андреа, допрена според легендата од неговата дланка. А до таму, нашите дланки ја милуваат од време на време есента која шушка под стапалата и ги евоцира есенските денови во минатото. Некогаш, веројатно, низ нив грмел галопот на славниот Шарец, онака како што се восхитува народот, оседлан од славниот јунак со впечатливи мустаци, или пак се кревала само прашина, бидејќи водно, можеби и тогаш било голо. Денес овие посипани лисија се златно-жолт спектар од дивите костени, липите, брезите, дабјата, габровите дрвја. На овој раскош од килими, во кои се вткаени нијансите на листопадните дрвја, пркосат зимзелените стебла на боровите, а помалку и на смреките, зелениките и елките, кои, ако ги загледате од панорамата на врвот Крстовар, се построени во чети, бидејќи се плански и партизански садени. Оваа растителна бариера на воденото богатство, по кое планината си го добила името, е мощна и интересна ако ја загледате одблизу. Влагата која овде издивнува им створила удобен амбиент на миниатурните, меки и примитивни по градба растенија, за кои уште во детството не учат дека се нашиот природен компас, кој точно ја посочува северната страна. Секако станува збор за мововите. Но нив да и ги оставиме на бриологијата. Оваа симбиоза наоколу не можевме, а да не ја видиме, бидејќи патот кој не води до првиот топоним, по патеката што води од кај 6 чешми, познат како пензионерска патека, се изодува за околу 40 минути. Секако зависи од тоа кој го оди. Но може да се стигне и по кратенките над крајот од населбата Киселавода по Ридот, на кој некогаш беше испишано Тито. Тој е многу пострмен. Го одбравме полесниот, а главна тема на муабетот до таму беше Марко Крале. Легендарната епска фигура Марко е воедно и омилена историска личност. Последниот македонски христијански крал Марко, најстариот син на кралот Волкашин, е една од позагадочните фигури на средовековната балканска историја, за чија младост и издигнување не се знае речиси ништо, се до моментот кога на историската сцена се појавува како една од највлијателните фигури на Српското царство.
Несомнено, како истакнат управител во македонските краишта станал крал на тогашното моќно српско царство. Функција втора по значај веднаш за српскиот цар Урош V. Пред крунисувањето владеел со Прилеп, а откако станал крал, завладеал и со Битола, Преспа, Охрид, Скопје, среброносното Новобрдо во Метохија и со Призрен, но дури поголемата пресметка во Српското царство од 1369 година, кога победил и се истакнал како крал, не зависејќи повеќе од српската власт. И Волкашин и Марко се мощни интересни историски фигури, но она што е фасцинантно е како и зошто Марко стана легенда и омилена епска фигура во народното творештво. Овој психофизички позитивно искарикиран лик со предимензионирана става, жесток дух и карактер остар како и неговата опеана сабија се врежал силно во колективната свест на народот. Дошол на престолот 1371 по смртта на татка си Волкашин и вујко си Углеша во кобната битка кај Марица. Од татка си наследил голема територија, а владел со поголемиот дел од Македонија во втората половина на 14 век, цели 24 години. Загинал скоро на 60 години во бој, во кој може би бил испратен со предумисла, директно во смрт. И тој ја признал врховната власт на султанот Мурат I, му плаќал данок и служел на турската војска во војните походи, но и покрај турското вазалство се издигнал на ниво на легендарен национален херој, под чие владение народот се чувствувал заштитен и поспокоен во однос на соседните народи. Овој храбар тактичар и итар дипломат, пред се харизматичен човек, успеал најдолго да ја сочува внатрешната автономија, притоа поставувајќи се заштитнички пред луѓето кои почнале да го глорифицираат. Неговото име било гаранција за сигурност и затоа токму со него ги именувале локациите кои како Маркови никој не ги гибал. За возврат, народот кој од секогаш сакал да ги воздигнува локалните јунаци, го опеал и го оживеал во легендите и топонимите својот заштитник, чии последни зборови пред кобната битка кај Ровине, кои денес живеат како мит, биле: "Го молам Бога да им помогне на христијаните, а јас прв да загинам во таа борба." Молбата се исполнила, но околу неговата смрт останале да лебдат повеќе мистерии. Браќа му биле Андреаш и Димитрий и извесен Иваниш, чие постоење е спорно. Сестри Оливера и Милица, а во легендите и Марија, Кита, Звезда, Модра, Дева, Вида, Угра, Шаина и Беда. А мајка, кралицата е Елена со монашкото име Евросима. Се знае дека имал две сопруги, Елена и Теодора, а околу неговиот наследник голема е веројатноста дека не постои. Сето ова е досега познато, ама интересно е дека Марко како легендарна епска фигура е всушност пандан на митскиот Херкулес или Херакле, синот на Зевс и на смртната Алкмена, чие грчко име е модификација на етруското име Херкелер, кое преведено и извикнато би било во слава на Хера, чии јунаштва биле во нејзина чест. Инаку хероизмот, хероите, хероините и многу други асоциации на зборовите војни, војна влечат корен од Херакле, како поим за бестрашен јунак, онаков каков што векови подоцна бил и Александар Македонски, па по него и Марко. Ако се споредат, сличностите се фрапантни и обајцата се воздигнати Херакле во полубок, Марко во епски херој. Херакле губи стоглавиот чувар на адот Кербер, војуваше со кентаурите, со Хидра, со немејскиот лав, чија непробојна кожа понатаму ќе стане негова триумфална наметка, која символично потоа ќе ја превземе и Александар Македонски, идентификувајќи се токму со него. Но пред се, Херакле го штитеше народот и ги освојуваше симпатиите меѓу луѓето и боговите, кои му ја даваа својата поддршка.
Марко пак се биеше со злите агии, со Црна Арафина и Муса Кеседжија. Начинот на борба, метафорите, хиперболите, атрибутите, се е многу слично. Место од чаша пиеле од ведро и толчеле со своевиден боздоган. Херакле со сировица, Марко со топус. Имале ист имидж, Херакле со лавија глава преку темето и наметка од кожа на немејски лав преку грбот, а Марко со волчи капак и со кожув гуња. А она што е многу битно е дека иако се повеќе народни јунаци и обајцата се омилени за идентификација кај македонскиот народ. И покрај милениумскиот јаз ги поврзува ист наративно легендарен мотив. Лавот или силата и највисоката власт занесно ги инспирирал кон победа македонците во своите вековни борби, превземајќи го токму тој символ. Така не е ни чудно што лавот на црвената основа се најде на македонското револуционерно знаме. Преку неговата иконографска представа, македонците се идентификуваат со Александар, а тоа е само потврда на духовна присутност и трансвековност. Динарите на кралот Волкашин, на кралот Марко и оние на Андреа, поради политичките, културните и трговските врски со Дубровник, во стилот и изработката биле поевропски, па и светски тренд во 14 век. На аврсот ретко се среќава и ликот на владетелот, а на некој е представен надпис од букви, животно како двоглав орел која сугерира византиската политичка определба или пак коњаник како триумфална владетелска представа на Марко и Волкашин. Вака изгледа оттисокот од печатот на кралот Волкашин со значење Благоверни крал Волкашин прстен. Муабетот не донесе до популарното излетничко место на Ридот Марково крувче, кој според името ветува круши, но ако ги нема, тогаш останува легендата според која, например, овде била омилената круша на Марко, од која се засладувал и ја црпел силата. Интересно е што едно од целата наводно се вика крушопек. Затоа не случајно ги потенцираме крушите. Но нас повеќе не интересираат културните слоеви, значењето и улогата на ова Марково место во минатото. Археолошкиот локалитет Маркови кули представува импресивно силно воено утврдување со населба според откриените градби на источниот и на западниот дел од топонимот, кој доаѓа подоцна. Се среќава и како Маркова магазија или Маркови магацини, а дополнет или прецизиран ќе го сретнете и како Маркови кули град Црнче според археологот Иван Микулчич, кој сугерира на повелбата на кралот Милутин околу манастирот Свети Георг на Сирава, каде што е забележано ова име, кое според него живее во денешната населба Црниче. Северозападно од некогашната крепост во функција на висока стража, збег или офанзивна воена фортификација. Евене токму таму, на 4,5 километри на југоисток од центарот на Скопје или на источниот крај на планината Водно, врз издаден и стрмен варовнички гребен, до кој патот по изохипса врти околу планината и крај кој се развиле словенските средовековни села Сопиште, Водно, Нерези, Крушопек, Градачец или Грчец. Ова е несомнено локалитет со геостратешки значај, кој преку англискиот археолог Артур Еванс, па во 70-тите археологот Иван Микулчич, последнава деценија, во 2006-та, успеа вниманието да го сврти со научно-истражувачките пред се технички методи, како логистика од американски истражувачкиот тим во соработка со нашиот филозофски факултет, Институтот за историја на уметност и археологија и Музеот на град Скопје, под раководство на археологот професор доктор Виктор Лјулчич и ко раководство на магистер Киро Ристов. Станува збор за едно силно утврдување со одбранмен зид и кули, но според протегањето, површината и намената, исклучена е можноста дека станува збор за град.
Силната тешкопристапна тврдина секако комуницирала со Скопското кале и со градот во подножјето, но во зрелиот 12 и 13 век и служела како привремено прибежиште од воени напади, бидејќи според стрмната конфигурација на теренот овде не можело долго да се живее за да се развие град или нешто слично. Првите сондирања од 1975-1978 година го датирале локалитетот од 4 до 6 век од нашата ера или доцно римски рано византиски период. Но откриен е уште еден хоризонт на живење, среден век, од 9 до 11, 12 и 14 век од нашата ера. Прекинот на животот на населбата меѓу овие два периода, од почетокот на 7 па се до 9 век, всушност коинцидира со налетот на варварите од север, кои го означија мрачниот период рефлектиран низ населбите од цела Македонија. Со увезениот номадски начин на живот, тие метафорично го надвиснувале мракот, наречен и преисториски период, затоа што ја уназадиле културната вредност во повеќето сегменти. Денес под зараснатата трева надзираат никакви камења за лајкот, но тоа се всушност делови од одбранбениот бедем, дополнуван на места со придружни објекти. Живеалишта за војската, како и за нивните семејства. Силниот кастел имал ѕидови широки до 2,5 метри, зајакнати со околу 40 на кули, од кои страничните имале форма на пентагони со големина до 11 метри. Акрополата била бранета со 9 тригони, а челната триаголна кула се потпирала на масивен полигонален бастион. Но она што го привлекува вниманието се двете исклучително големи цистерни од 6 век за складирање вода. На ваквите места околу заживеаната Скопска котлина во римско време се правеле утврдување со цистерни за вода, кои биле собиралишта при алармантни ситуации како напади, наезди и непогоди. Хронологијата на првиот период ја потврдуваат и монетите од Јустинијан I до Ираклиј, но најстарите најдени монети на падината од 4 и 5 век укажуваат на фортификација од 4 век. Потоа во средниот век, најверојатно во 10-ти, византиците ја обновиле некогашната Акропола. Врз остатоците од 6 век наслоено е новото обзидие, а обновени биле 4 кули од по неколку катови, неисточниот зид и челниот бастион. Пожарот потврден во две од кулите, парчињата од словенските црепни и византиските монети од 13 век се траги за уривање на крепоста. Двете огромни цистерни биле длабоки до 10 метри, а собирале најмногу 2400 метри кубни вода и имале капацитет да снабдат речиси еден град со вода во криза. Токму тоа е мощно и интересно и отвара дискусии околу подножјето. Помалата цистерна била препокриена со керамиди во 11 и 12 век. До неа била поставена и нова водоводна линија од изворите кај селото Горноводно, а еден крак од водоводот водел до југозападниот агол на поголемата цистерна, снабдувајќи и неа со проточна вода. Во средниот век сводот над неа веројатно бил веќе урнат, па можело од надвор слободно да се влегува, а еден дел веројатно бил користен и како конјушница. Крај јужниот зид на оваа цистерна во 11 и 12 век стоела една долга градба паралелна со неа, зидана без малтер. Веројатно средовековна бања помеѓу помалата цистерна и обзидието, врз остатоците на еден магацин од 6 век. Таа имала поинаков топлотен систем од античките хипокаусни уреди. Во средишниот дел на Акрополата имало византиски дворец на управните големци од тогашно Скопје, кој веројатно бил на кат, со правоаголна основа во чии ѕидови биле вградени дрвени греди поради цврстината. Нешто налик на класична голема балканска куќа со чардак, чии украси и големина ја прават репрезентативна и доминантна за околината.
Денес и гледаме в лице на истата околина во која се надзираат трагите на едно врвно цивилизацијско значајно место, оставено на забот на времето. Ова омилено излетничко место е некако штрбаво без елегантниот доцно антички кастел и опасно со зараснатите скриени агли на цистерните. Кога би било сето ова реконструирано, Ридот би блеснал со кули, бања и дворец. А така, приказната за посетителот, излетникот, странецот, ќе биде уште поубава и поцелосна. А еден дел од околината на денешната перспектива лежи на областа Каршијак, која ги опфаќа и јужната и северната падина на Водно и котлината на златоносната Маркова река, односно селата за Водно од левата страна на реката. Нас патот не водеше кон Сушица, село во општина Студеничани на 18 километри од Скопје. Ова убаво стокмено село е нанижено со импресивни вили, кои ги замениле архаичните камени куќи од кои по некоја го издава ликот на селото од минатото. Денеска, како што кажува со самото име, кое го носат дури 6 села во Македонија, ова село е без вода. Сушица во Скопскиот регион беше и остана Маркова, исто како и златоносната река во близината, позната како и Маркоица. Оваа десна притока на Вардар е долга околу 30 на километри и тече јужно од Скопје. Пред самиот Марков манастир се наоѓа црквата Света Богородица кај населението позната како Свети Никола. И оваа сочувана црква од крајот на 13 век е важен сегмент од културно-цивилизацијското наследство, а крај речната околина со години е актуелно излетничко место. Веќе зад високата дрвена порта е врамената хармонија која издивнува од секое внимателно средено катче на манастирот. Еден чекор внатре и веќе сте очи во очи со убавината и спокојот кои мируваат врз наслоената историја. Манастирскиот комплекс го сочинуваат црквата Свети Димитрий од 14 век и отворениот Трем од 19 век. Двете манастирски трпезарии фрескописани исто во 14 век, конаците со чардаци, параклисот посветен на Свети апостол Марко, кој што е од понов датум, галеријата, малиот етно музеј и многуте белези кои го евоцираат минатото. Всушност, кралот Марко подигнал и обновил многу цркви, но неговото најзначајно завештание е токму овој манастир посветен на Свети великомаченик Димитрија, меѓу народот денес познат и како Марков манастир. Но тој е вториот ктитор на манастирот. Устројувањето го започнал татко му кралот Волкашин во 1345 година, но не успеал да го заврши гинејки во кобната битка кај Черномен на реката Марица во 1371, по која османлиите длабоко продреле во внатрешноста на Балканскиот полуостров. Но започнатото завештание го завршил Марко, зашто сведочи и надписот над вратата или јужниот влез во манастирската црква. Најважниот сочуван документ по вековниот Марков манастир е надписот над јужниот влез на црквата посветена на светиот великомаченик Димитри, кој се однесува на обновата и ктиторите, а ја има следната содржина. Се обнови овој пребожествен храм на светиот великомаченик Христоф, победоносец и чудотворец Димитрий, со усрдитието и грижата на благоверниот крал Волкашин со благоверната кралица Елена и премногу љубените нивни керки и синови, благоверниот крал Марко и Андреаш, Иваниш и Димитар,
во годината 1377. Понатаму во текстот следи дека манастирот почнал да се зида во 1345-та, во дните на благоверниот цар Стефан и христољубивиот крал Волкашин, а се завршил во дните на благоверниот и христољубивиот крал Марко. За време на изградбата на црквата или нешто подоцна, бил изграден и параклис на јужната страна, каде биле насликани ктиторските портрети на кралевите Волкашин и Марко. Тие биле откриени за време на конзерваторските работи во 1963 година. И двајцата во левата рака држат свитоци од основачката повелба на манастирот. Марко, облечен во кралска облека украсена со бисери и скапоцени камења, држи свиток на кој е читлив првиот дел од текстот кој гласи: Јас во Христа Бога, благоверен крал Марко, го созидав и живописав овој божествен храм. Представата на Марко е посочувана. Таа овде веќе ја реализира онаа имагинарна представа на јунакот со мустаци и боздоган. Преку неа добиваме антрополошка представа за човекот, чии црти и израз на лицето се одраз на неговиот карактер. За него многумина рекле: смел, одлучен, строг, мудар, но само малкумина го доживуваат како меланхолик, како трагичен херој обременет со слава, кој врз дисагите на својот шарец натежнувал и со својата тага, вијасајки кон очигледните политички епилози, кои епизода по епизода се претворале во пустоловина. Или можеби не, кој би ги знаел дамарите на Марковата душа? Сепак, неговата психологија со оглед на ликот и делото е мощна, загонетна и инспиративна и ќе ве оставам да го доживувате онака како што вие сакате. Интересно е дека името на патронот на црквата коинцидира со вистинското име на Волкашин, Димитри Волкашин. Тој освен што е еден од најмистериозните ликови на ова историско тло, меѓу другото и најмаркантната историска фигура, вистински најуспешната во аналитичките обсервации на историчарите од целата династија. Има предпоставки дека е закопан токму овде зад плочата во трапезаријата на овој манастир, но и да не е токму овде, сигурно е некаде во Македонија. Патронот на црквата Свети Димитрија е насликан на порталот над влезот во црквата. Тој јава на немирен бел конј, облечен во свечена војничка одежда, со боздоган во раката. Алегорично, светиот воин треба да го одбрани христијанството од опасноста која го демне, исламот кој веќе е обрач, бидејќи османлиите се на границите. Крстот на куполата со венецот наопаку коинцидира со значењето победа на христијанството над исламот. Фрескоживописот во внатрешноста е добро сочуван и представува достоен пример на духовната клима од тој период. Живописот во црквата е дело на две групи мајстори, со оглед на двајцата ктитори. Горните зони ги насликале зографи од Охридската сликарска школа, а долните зони зографи од Монашката школа, идентификувани во регионот на Скопската митрополија. Талентирани и образувани, главните мајстори овде го вивнале својот уметнички дострел, досегнувајќи ги врвовите на византиската уметност. И на овие ѕидови ги оживеале библиските сцени, претворајќи ги во еден голем опус, чии прочуени сцени се единствени. Плачот на Рахила е верен приказ на една тешка човечка, мајчинска агонија. Оваа жена, околу која се наредени многобројните новороденчиња, го символизира плачот на витлеемските мајки за убиените 14.000 машки деца до 2-годишна возраст по наредба на свирепиот цар Ирод. Оваа нејзина драматична представа е уникатно дело. Над неа е представата на Јован Претеча или пророкот на Севишниот, на Месијата. И тој Исус се спаси од нарачаната крвава стихија на убиства. Овде ќе го видите и Исус на 12 години со апостолите.
А интересно е што тој е представен одделно од Богородица за разлика од вообичаените нивни представи. Лево во олтарниот дел е една од поретките представи на Исус агнец или жив агнец. Над неа Христос го означува крајот на Стариот и почетокот на Новиот Завет, символично преку белиот ферман, крајот на Старата и почетокот на Новата ера. Во олтарот е и представата на Исус Христос Емануил, а во куполата е насликан Исус Вседржител Пантократор со небесната војска. Во нартексот се сместени житијата посветени на светителите Свети Никола и Свети Нестор. Монашките сликари може да ги препознаете по тоа што го нагласуваат декоративниот изглед на представите, а фигурите се стројни, некако набиени и во шарени одежди. Од архитектонски аспект, црквата има форма на фишан крст со висока купола која носат 4 столбови. Апсидата од внатре е полуокружна, а од надвор 5 страна. Според начинот на градењето, таа е блиска на престолничката традиција со академски фасадни решенија и вешти декоративни детали совршено вклопени на внатрешната структура на градбата. Во 1830 година на западниот влез на црквата Авзи Паша Скопски дозидал правоаголен трем, околу чија изградба кружи една мощна и интересна легенда. Постои една легенда која се темели на вистина, дека во 30-тите години од 19-тиот век на западната страна од црквата е изграден отворен трем со парична помош на турчинот Хамзи Паша. Тој при една прошетка добил идеја да го отстрани оловото од покривот на црквата и да го замени со керамиди. Меѓутоа, ова се сметало како греф, како грешна помисла и не му се допаѓала воопшто на народот. Хамзи Паша решил да ја оствари идејата, но откако како казна од Бога останал неподвижен, а има и друга верзија според која сонил воин кој што бил всушност војнот на самиот влез на црквата, односно Свети Димитри, решил да не го прави она што го помислил при прошетката, односно да ја остави црквата онаква каква што била. Така тој ја испочитувал желбата на народот, куртулил од гревот и од клетвите, а истовремено поставил еден камен заштитник на црквата, а и ден денес легендава се раскажува по оваа вистина. Лево од камбанаријата се наоѓа гробот на јеромонахот Макарий од Скопје. Овде цветал монашкиот живот. Бројни монаси и гумени, освен што тихувале, се бавеле и со препишување. А манастирот располагал со голем број книги. Меѓу нив е и познатиот торжественик од 14 век, кој се чува во Хлудовата библиотека во Москва, чии препишувачи се Маниша и Доброслав, а третиот подпис е нејасен. Во горниот дел на првиот стол, од левата страна на црквата, со својрачен ракопис, Кирил Печиновиќ, тетоец, испишал: Кирил, јеромонах игумен недостоен, Марков манастир, лето господово 1801. Тој освен што престојувал, игуменувал и основал училиште за млади, го создал и своето дело огледало во 1816-та. Денес е обновено женското монаштво, возглавено од игуманијата Илијана. Овој некогаш економски мощне, моќен и раскошен манастир благовремено се здобил со богата културно-историска ризница од реликви, стари ракописи и книги, вредни црковни предмети, меѓу кои се бројува и скапоцениот трезор од 5 икони кои се изложени во галеријата при Музеот на Македонија. Станува збор за најблескавите бисери во низата од византиската колекција, според најстрогиот антологиски избор. Бурните историски премрежја го демнеле манастирот кој безпоштедно бил уриван и пален. Денес овој сакрален феникс повторно блеска со својата убавина, но за жал еден добар дел од него е отуѓен, неповратно уништен или разобличен.
Големото книжевно богатство одамна речиси целосно е разнесено и денес ги краси музеите и библиотеките на поголемите балкански и европски градови. Првобитниот иконостас на црквата е зачуван и се состои од орнаментирани камени столбови со капители, подсетувајќи на камените иконостаси на црквата Свети Пантелеймон во Нерези или црквата Свети Ѓорги во Старо Нагоричане. Свети Димитрија Милостив, Свети Јован Продромос, Исус Христос Пантократор, Богородица Одигитрија и Архангел Михаел Страшен Чувар. Се петте икони кои го представуваат врвот на некогашното сакрално иконографско азно, од кое сочувани се само 42 иконописани дела, а од нив повеќето се оштетени. За жал, ова иконографско богатство од времето на кралот Марко го докачил невешт пресликувач кој освен што ги наградил и ги лишил од автентичност, ги скрил вистинските ликовни вредности повеќе од едно столетие, кои конзерваторите ги обелодениле дури во 1993-96 година. Вистинскиот сликар на иконите се вбројува во редот на најугледните цариградски сликарски работилници од крајот на 14 век и почетокот на 15-тиот. Се предпоставува дека тие биле скапоцен подарок од византиската царица Елена Драгаш Палеолог. Олтарниот простор од наосот е одделен со иконостас зидан од камен, висок околу 1 метар. Олтарните двери се ниски и масивни, а над нив е архиволта и крст без пиедестал од 14 век. Голем, раскошен и звонреден, тој ја краси галеријата на Музеот на Македонија. А вака изгледа еден дел од хоросот од манастирот со монограм на крал Волкашин со значење "В Христа Бога благоверен крал Волкашин". Неговиот син Андреа ја управувал областа во која биле малите села по долината на Треска се до Матка, со која ја заокружуваме приказната. Андреа на околу 250 метри од влезот на карпестиот теснец Матка. На левиот брег, во подножието на гребенот, на работ на денешното акумулационо езеро, решил да изгради манастир. Во минатото, до него луѓето со кошови или некои други направи се качувале како што денес се качуваат во метеора Тесалија. На брегот на реката има железни алки на кои веројатно се закачувале чамците. Градбата на црквата е според византиската градителска традиција во облик на слободно развиен крст. Над западната влезна врата има ктиторски надпис од 14 реда, вклучувајќи го и последниот ред и половина допишани подоцна од друга рака. Од него се дознава дека манастирската црква ја подигнал вториот син на кралот Волкашин и брат на кралот Марко, Андреаш, во 1389 година. Покрај овој надпис имало и писмен документ кој за жал не е сочуван, Хрисовул или повеља на владетелот со златен печат. Истиот е препишан на лента во внатрешноста на црквата која почнува од олтарната апсида со широчина од 17 сантиметри, а продолжува и на фасадата. Постојат сомневања дека на западната фасада бил насликан ликот на Андреаш, а според една локална легенда, отпечатокот од големата дланка на фасадата му припаѓа на Марко Крале.
Кон главната црква во средината на 14 век била додзидана припрата која била живописана во 1559 година. За овој сакрален градежен проект Марко на брата си му ги испратил најценетите мајстори градители и највештиот сликар митрополитот Иоан или Јован, чија десна рака бил помошникот јеромонах Григорий. А во надписот над нишата од јакониконот се спомнува и монахот Калист Кирил. Митрополитот Јован и монахот Калист се изедначени и стилски и концепцијски, па на вистина е тешко да се разликуваат. Во оваа мала црква, фрескописот е распореден во 3 сликарски зони. Во долната зона се светите војни прикажани во цел раст во световен израз. Над првата зона се 60 светителски до појасни представи. Во втората се протега циклусот на Христовите маки и страдања, од кој дел се оштетени. На сводот се сцените на големите празници. Над црквата Свети Андреаш, стрмниот гребен на планината Осој, е крунисан со крст. На источните падини, на околу 380 метри над реката или 860 метри надморска височина, меѓу стрмните карпи, вгнездена е местноста Марковград. До неа се стигнува од манастирот Света Богородица Матка, па по благата патека до местноста Петров камен и локалитетот Света Тројца, од каде продолжува во тесна и стрмна, горе кон карпестото плато на Света Недела. Ова извонредно место, освен што нуди восхитувачки поглед над клисурата, во која денешното езерце е како смараг дланка, има и геостратешки поглед на теснецот на реката. Уште во доцно античко време, ова место служело како непристапен збег. Во 14 век, акрополата на стариот збег била обновена. Тврдината има форма на неправилен триаголник. Тука била изградена малата еднокорабна куполна црква Света Недела, која што според начинот на градењето и остатоците од зидното фрескосликарство коинцидира со времето на изградба на црквата Свети Андреаш. Северно од неа има уште 2 манастирски градби, а над неа се наоѓала одбранбената кула на гребенот познат како Ветер Воденица или Маркова кула. Според истражувањето околу Марковград постојат 2 опции. Дека во оваа феудална тврдина со благородничка црква живеел благородникот Бојко, господарот на Матка. Или пак, според втората, станува збор за манастирски комплекс со црква и конаци. Всушност, оваа тврдина била стратешки испланирана со задача да ги покрива западниот дел на Скопско, патот на клисурата и јужната падина на Осој кон Порече, за време на цар Душан, кога во негово име за прв кефалија на овој регион бил поставен благородникот Бојко, кој бил ктитор на манастирската црква Света Недела. Се предпоставува дека првобитното име на Марковград било Матка, а потоа по него било така наречено и селото Матка. По Маричката битка, турските одреди веќе длабоко навлегуваат во нашите краишта.
Окупаторскиот обрач пред конечната и целосна окупација иницирал повеќето наши позначајни манастири, како Зрзе, Трескавец, Свети Георг, да бидат укрепени. А матка, нашата колевка на манастири, и зародиш на животната тајна, бранејки се и самата со стрмнини и бездни, одамна го вдоми во својата набрана преградка христијанството. Потоа, дел од оваа природна потпора, човекот ја утврди и ја засили и наместа ја претвори во крепост и збег за околината. Во време на турското владење и арамбашките упади од запад, македонските родови овде во утробата на природата, засолнети околу своите огништа, со верба во култот кон светиот Спас, во Грч истрајуваа со векови. Ги спомнуваа јунаштвата и ги креираа анегдотите и легендите за кралот Марко, но и за брат му Андреаш и за храбрата владетелка на Марковград убавицата Бојана, чиј лик е врежан во еден камен пред прагот на црквата Свети Андреаш. Легенди кои кружат и ден денес. Според историските хроники, кралот Марко загинал на 17 мај 1935 во битката кај Ровине, денешна Молдавија, борејќи се со влашкиот војвода Јован Мирчеја Стариот. А за неговото тело постојат некои претпоставки дека било пренесено и закопано во близината на Скопје, во местото Блацијани, што би можело да бидат денешните Блаце или Булачани, но кој знае. Мега звездата Марко Крале се уште галопира под вперените рефлектори на историјата, која се обидува да го расветли феноменот. Да можевме да влеземе за момент во мислите на неговите современици, кои реално го доживуваа неговиот лик и дело. Но подпирајки се на изворите, науката, па и на легендите, испрепнувајки се на искривените историски интерпретации, на крајот, ако ги следиме логиката и инстинктот, ќе ја искористиме приказната што тој ни ја остави, за мисија во која ќе ја запознаваме нашата чудесна земја.